Справување со пандемијата, приемот во НАТО, евроинтеграцијата и бугарската блокада, трансформирање на земјата во држава во која младите ќе сакаат да останат. Ова беа клучните теми во годишното обраќање на председателот. Во настапот во собранието Стево Пендаровски побара сплотување на сите во општеството за решавање на дел од отворените прашања. Но се случи токму спротивното. Во моментот кога застана на говорницата и побара едноминутно молчење како знак на почит за жртвите од COVID-19, опозицијата со транспаренти излезе пред него. Опозицијата ја напушти салата кога почна обраќањето на шефот на државата, кој го отвори токму со пандемијата која досега зеде повеќе од 2100 животи во земјава. Справувањето со здравствената криза е сериозен предизвик, но избегнувањето на долгорочните негативни последици од недовербата на граѓаните во институциите, но и во науката и струката, која се интензивираше во време на пандемијата, е не помал предизвик. Кампањата за вакцинирање, која секако ќе биде на доброволна основа, ќе мора да се води и преку лични примери. Не смееме да дозволиме во 21. век за вакви сериозни прашања полуписмени, шарлатани и надрилекари да доминираат над најголемите научни имиња и институти кои во изминативе 2 века од појавата на првите вакцини спасија милиони човечки животи. За очекуваниот старт на преговорите со Европската Унија, одложен поради бугарското вето, Пендаровски порача дека Северна Македонија без дилеми ќе продолжи кон Европската Унија. На тој пат, според шефот на државата, нема да се прифати никаква резервна варијанта, ниту пак обезличување за сметка на зачленување. Длабоко сум убеден дека ниту еден од денешната генерација политичари нема право да се договара или преговара за тие прашања и денес, и во иднина, затоа што нашите црвени линии одамна ги имаат утврдено оние кои направи оваа држава во 1944 и тоа со државотворните акти на првото заседание на АСНОМ, манифестот до македонскиот народ и документот број 8 за воведување на македонскиот јазик како службен во македонската држава. Во однос на ставовите по ова прашање на најголемите политички партии, имам кажано и порано, денес ќе повторам. Тие имаат потполно идентичен став по однос на нашиот идентитет и се разликуваат само во однос на методологијата како да дојдеме до целта. Реформата на судскиот систем ја нарече екзистенцијално прашање за опстанок на државата, зашто од тоа, како што кажа, зависат економскиот развој, демократијата и миграцијата. Во второто обраќање како председател, Пендаровски побара државата да најде начин за задржување на младите и трансформација на Северна Македонија во организирано општество со сигурна иднина. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.